Над 200 камери ќе бидат поставени на улиците и булеварите во Штип. Локалната власт смета дека на овој начин ќе се подобри безбедноста во сообраќајот, но и ќе ја зајакне свеста на граѓаните како да се грижат за јавното добро. Девијантното однесување на дел од граѓаните, особено на младата популација, е се почесто. Вандализмот зад себе остава искршени клупи, урбана опрема, детски реквизити, канделабри низ парковите, игралиштата, градинките, училиштата и на пешачката патека покрај река Брегалница. Практично ќе имаме видео надзор на голем процент од територијата на општина Штип. Верувам дека овој надзор ќе користи за санкционирање на сите девијантни појави и во сообраќајот, но и при уништувањето на јавните добра кои што ги создаваме. Дали е тоа урбана опрема, дали е тоа инфраструктура која што се создава, сепак се пари на граѓаните кои што мораме да ги чуваме. Пресметките на општината покажуваат дека вандалите годишно уништуваат урбана опрема, детски реквизити и канделабри во вредност од 3 милиони денари. Секојдневно има девијантни појави, оштетуваат се постојките, оштетува се урбаната опрема, еве заштитните столпчиња што ги поставуваме се оштетуваат постојано. Ние можеме само да апелираме на повисока свест колективна на граѓаните. Вандализмот, уништувањето на опремата на јавни површини не е проблем само за Штип, туку и за другите градови, за да се спречи покрената иницијатива со која младите ќе бидат офатени, но и нивните родители да се вклучат во општо корисна работа. За таа цел вчера представници на управниот одбор на ЗЕЛС и владата формираа работна група. Едно од решенијата е и поголеми ингеренции на комуналните инспектори и редари.